Здраво на сите, добре дојдовте во македонското јазично катче. Во овие видеа се обидувам да зборувам побавно македонски, што е можно побавно. И овие видеа се наменети за сите оние што изучуваат македонски јазик. Во ова видео ќе ви покажам неколку книги од мојата домашна библиотека, мојата скромна домашна библиотека. Ќе ви покажам книги од македонски автори и од странски автори, преведени на македонски јазик. Еве да почнеме од странските автори. Ова е книга што сигурно ја препознавате и по корицата, бидејќи е преведена на сите јазици, верувам на многу јазици. На македонски е преведена како Сапиенс, кратка историја на човечкиот род. Род е многу интересен збор, затоа што е збор од словенско потекло и од него извираат многу зборови како роднини, родители. И што мислите, дали сте ја прочитале оваа книга, бидејќи е многу популарна или беше пред неколку години, но се уште се преведува и се чита многу, па би сакала да знам што мислите вие за оваа книга. Понатаму друга книга, која што сигурно ќе ја препознаете по корицата, нели се вели не суди ја книгата по корицата, но овде баш можеме да ја судиме книгата по корицата. Сигурно сте ја виделе оваа корица на многу јазици или барем на англиски. Знаете дека на англиски е цензурирана, бидејќи има еден вулгарен збор. Овде на македонски, преводот на македонски е целиот вулгарен, целиот превод, целиот израз е вулгарен, баш ме заболе, но сепак мислам дека нашле едно добро преведувачко решение, така што ова е преводот на македонски од книгата на Марк Менсон. Понатаму друга книга, која што сигурно ја препознавате, Богат татко, сиромашен татко. Ја препознавате корицата. Јас искрено не читам многу вакви книги, но сепак ги имам дома. И што друго? Еве друг странски автор на македонски, Големиот Гетсби, од Скот Фицџералд. Што друго имам? Еден словенечки филозоф, Славој Жижек, кој што лично многу го сакам, и тука ова е всушност расказ во кој што се споменува Скопје, главниот град на Македонија. Тоа е словенечки филозоф. Ајде да видиме неколку македонски автори. Македонски автори еве од помодерните, Винка Саздова, книгата Луна или Месечина. Понатаму еден доста модерен македонски писател, Венко Андоновски. Еве еден од писателите кои што се навистина едни од подобрите класици, јас би рекла класици на македонската книжевност, како Петре М. Андреевски. Тој ми е сигурно омилен македонски писател. Понатаму Горан Стефановски, кој што е драматург. Ова е мала книга на стапици или помагало за пишување, каде што тој објаснува како ги пишува своите драми. Тука имам, како што можете да видите, неколку класици на англиски јазик, како, о боже, ова е Војна и мир на англиски, како што можете да видите, еве до каде сум стигнала и не сум ја завршила до 300-та страна. Сепак е нешто. Понатаму овде, не ви го покажав и Игор Џамбазов, кој што е исто така македонски шоумен, писател, актер и секако објавува
има објавено доста книги. Ова е книга наречена Приказни од Мјалкедонија. Балкан Вавилонци од Луан Старова. Овој писател има пишувано на македонски и на албански јазик и обработува теми поврзани со Балканот. Така што, ако ви интересира Балканот, животот на Балканот, историја на Балканот, преку книжевна фикција, ова е многу интересен автор. Еве овде имаме малку постручна литература, граматика од Блаже Конески. Ова е сеопфатна граматика на македонскиот јазик. Навистина е корисна. И тука имам неколку речници, како француски, португалски, македонско-шпански, македонско-француски. Ова е многу стар речник. Мислам дека го има купен од татко ми во 80-тите години, така што се гледа. Понатаму македонско-англиски, македонско-германски. Имам книга, курс за учење арапски. Никогаш не сум го ни почнала, не сум ни научила арапски. Меѓутоа тука е. Етимолошка книга на англиски, руски, има и некоја на шпански. Да, јас сум фан на Малиот принц, така што имам една на француски, оригиналот, на германски и секако на македонски. Некако најубава ми е и најдетска оваа корица. Што друго? Друга книга што можеби ќе ја препознаете по корицата, преведена на македонски, е Странецот од Албер Ками. Тука е исто така и сликата на Дориан Греј од Оскар Вајлд, која што е оригинално напишана на англиски јазик, но јас го имам преводот на македонски. И тука имам исто така странска книжевност преведена на македонски како поезија од Фернандо Песоа и есеи од Борхес. Дали сум ги прочитала сите овие книги? Повеќето да, но се уште имам многу книги кои што треба да ги дочитам или кои што треба да ги почнам. Факт е дека кога сакаме книги, понекогаш купуваме повеќе отколку што можеме да прочитаме. И јас сакам да учам јазици преку читање. И мислам дека е добар метод за да се научат нови зборови. Се надевам дека вам ви помогна ова видео да научите некој нов збор. И тоа е целта на сите овие видеа, така што ви благодарам и се гледаме наскоро. Чао!